стравот и чувството на небезбедност во локалното опкружување е еден фактор што може да ја ограничи мобилноста на жените и на девојките. Овој страв гледаме дека е поголем кога станува збор за движење во текот на ноќта, наспроти движење во текот на денот, што значи дека постои страв од насилство во средини кои што се обично темни, изолирани или неодржувани места. Па знаеме дека доживувањето на жените за безбедноста на јавниот простор во голема мера зависи од физичкиот изглед на оваа урбана средина, па добро одржуваните, широки, добро осветлени урбани простори на прво место водат кон зголемено чувство на безбедност. Овие прошетки служат како инструмент за мерење на безбедноста на јавните простори, но и пружаат можност членовите на заедницата да генерираат знаење за потенцијално небезбедни места кои може да влијаат на тоа како жените го користат јавниот простор. За оваа функција исто така ја имаме и платформата Реагирај, биди безбедна, која представува дигитален простор каде што жени и девојки може да пријавуваат вознемирување и насилство на јавните простори. Жените и девојчињата се почесто жртви на насилство на јавни простори поради нееднаквата дистрибуција на моќта и од нив се очекува да се плашат и да преземат мерки на предпазливост, до тој степен што постапувањето самоуверено или смело на јавен простор може дури да се смета за непристојно или невнимателно за една жена од страна на околината. Увидите од безбедносните прошетки ги информираат донесувачите на одлуки за условите кои што треба да бидат исполнети за одреден јавен простор да се смета безбеден за користење од страна на жените. Поконкретно, преку безбедносните прошетки, вниманието се насочува токму на карактеристиките на јавните простори кои може да бидат исклучувачки за жените. Механизмите за пријавување треба да се усовршат и професионализираат, но и да им бидат достапни на сите. Например, би било добро да има некаква телефонска линија или апликација од која што ќе може граѓанките и граѓаните да пријават насилство на улица, но и да знаат дека таа пријава ќе биде процесирана, бидејќи во моментот се соочуваме со тој проблем. Голем дел од испитаничките, но и општо од други истражувања, например, што постојат за насилство, знаеме дека воопшто не се пријавува. Од тој агол мислам дека треба да се поработи на овие механизми внатреинституционални и потоа комуникација со граѓани и граѓанки за да може истите да веруваат и да пријават. Втор момент што исто така треба да се вклучи како механизам е локалните власти треба да соработуваат со јавните претпријатија и да работат на унапредување на јавните простори, значи физички да ги оплеменат просторите за ние да се чувствуваме човечно кога се движиме низ нив. Значи во овој случај би требало например урбаните планови кои што се донесуваат со време да бидат консултирани, да бидат вклучени граѓани и граѓанки со различни искуства за да дадат свој придонес и пред се кога се планираат урбанистичките делови да се мисли на граѓанинот во центар на тие делови, а не на заработката од истите.